Директоре Крстадовски, кажете ни која беше целта на денешната ваша посета тука во Штип? Денешната работна посета беше продолжение на една воспоставена пракса од страна на управата за имотно-правни работи, да бидеме блиску до граѓаните и оригинерно да ги слушнеме нивните проблеми со кои што се соочуваат, проблеми од имотно-правен карактер. И токму тоа беше и интенцијата денешниот ден да го искористам јас како директор, не само да направам контрола во однос на начинот на кој што постапува одделението на управата за имотно-правни работи, туку и во рамки на отворениот ден кој што го организиравме од 10 часот изутрина до пред малку веќе примавме странки во граѓани на општина Прилеп во рамки на општина Штип во рамки на подрачното одделение на управата, кои што има повеќе прашања од имотно-правен карактер и на кои што им ја дадовме својата правна помош за најбрзо да ја завршат тие проблеми. Имаше ли голем интерес од страна на штипјани да дојдат тука и да се консултираат околу нивните имотно-правни проблеми? Да, навистина задоволен сум од денешниот одзив на граѓаните на општина Штип. Навистина имаше голем интерес, не само граѓани, туку се обратија и компании, значи фирми кои што има прашања од имотно-правен аспект, така што денешниот ден го оценувам како задоволителен и оваа посета генерално. Кои се најчестите проблеми на штипјани кога станува збор за имотно-правните проблеми? Значи прашањата кои што беа презентирани пред мене денес, значи главно се однесуваа на постапките за приватизација на земјиштето. Тоа беа граѓани кои што дел од нивните предмети кои што првично биле поднесени, односно барања поднесени во ова подрачно одделение во Штип, подосна се распоредени на постапување во други подрачни одделенија, значи им го кажавме во делот на комплетирање на потребната документација и морам со задоволство да констатирам дека поголем дел од тие предмети денес и на лице место ги беа решени, така што граѓаните во многу кратко време ќе добијат и решенија на домашна адреса. Уште еднаш да потсетиме директора за оние граѓани кои немаат поднесено предмети за приватизација. Рокот заврши на 15 декември 2014 година. Што со оние граѓани кои немаат поднесено и како тие да постапуваат? Така, значи рокот истечен за поднесување на барања за приватизација истечен на 15 декември 2014 согласно законот. За тие кои што не поднесоа барање ќе се воспостави закупнина на земјиштето, на градежното земјиште, односно на дворното место, а подосна ќе има можност и за приватизација после воспоставената закупнина, со тоа што цените на закупот и на приватизацијата, таа подоцна приватизација после закуп се уште во иднина ќе бидат предмет на усогласување, односно на изготвување на соодветни уредби од страна на Министерството за финансии, кои што ќе бидат предложени до владата на усвојување. Јас во овој контекст би сакал да на граѓаните да им укажам уште на една законска можност која што постои во моментов, а тоа е можноста да се го откупат земјиштето и преку општината со поднесување на барање на општината, односно тоа е право кој што го има секој собственик на објект во рамки на градежната парцела на која што се наоѓа неговиот објект, да може со директно поднесување на барање преку општината да може да го оствари тоа право на откупи на земјиштето. Значи граѓаните ја имаат и таа, да кажеме, друга постапка надвор од постапката за приватизација.